Добар ден, јас сум Милена, вработена во Импума, Институт за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје. Цел на денешното образлагање е јавна анкета и јавна презентација за детален урбанистички план за урбан блок 14, урбан опфат 14.1, општина Пробиштип. Планот беше на една јавна анкета, сега се одржува повторна јавна анкета и презентација поради одредени промени, како што е промена на регулациона линија, промена на класа на намена, промена на градежни парцели и површини за градба. Поради тоа комисијата донесе заклучок за повторна јавна анкета и презентација. Накратко да извршиме образлагање на втората јавна анкета и презентација. Локалитетот се наоѓа во северниот дел на град Пробиштип. Границите за конкретниот плански опфат се дефинирани согласно ГУПот на град Пробиштип и се дефинира по оските на следните сообраќајници. На запад по Колекторска улица 2 по ГУП на град Пробиштип, на северозапад по Колекторска улица 2 по ГУПот, на североисток по границите на катастарска парцела 634/5 и катастарска парцела 604, на југоисток по пешачка патека од соседен ДУП 15.3 и пристапна улица новопланирана 2 од соседен ДУП 15.3, на североисток по Колекторска улица 3 по генералниот урбанистички план на град Пробиштип, на југоисток по границите на катастарска парцела 735/1 и 736/1, на североисток по границите на ГУП на град Пробиштип, на исток по Колекторска улица 1 по ГУПот, на југозапад по магистрална улица профил А од ГУПот, на запад по пешачка улица 2 по соседен план ДУП 13.1 и по границите на катастарска парцела 634/1 и на југозапад по границата на катастарска парцела 634/1. Според опишаните граници на деталниот урбанистички план, вкупната површина на планскиот опфат изнесува 16,26 хектари. Површината на планскиот опфат на овој детален урбанистички план е дефинирана со генералниот урбанистички план. Соседни усвоени детални урбанистички планови за овој кои граничат со планскиот опфат има два. Едниот е ДУП за блок 12.1 и ДУП за блок 11.1. Во однос на инвентаризација на постојната состојба, односно на изградениот градежен фонд, во постојната состојба се застапени следните класи на намена. А1 домување во стамбени куќи со 1,6%, В4 државни институции 0,8%, Г1 тешка и загадувачка индустрија 51,1%, Г2 лесна и незагадувачка индустрија 4,7%, Г3 сервиси 3%, Д3 спорт и рекреација 9,1%, Е1 комунална инфраструктура сообраќајни коридори 10% и неизградено земјиште 19,2%. Во локалитетот при инвентаризација на содржините и функциите на терен евидентирани се вкупно 50 објекти. Во однос на инвентаризација на изградената комунална инфраструктура, на јужната страна од планскиот опфат поминува магистралниот пат Кратово-Штип А3508, на источната страна од планскиот опфат поминува постојната улица Јордан Стојанов, на североисточниот дел од опфатот поминува кракот на постојната улица Јаким Стојковски, па продолжува према север по постојната внатрешна интерна улица во кругот на Рудникот. Во северниот дел од опфатот поминува улица Плавица. Сите улици се со постојни профили и во планската документација ќе се изработат согласно законската регулатива. Во внатрешниот дел од опфатот има постојна внатрешна мрежа. Еден дел се наоѓа во кругот на Рудникот, има постојна пешачка улица и пристапна улица кај спортските терени во југоисточниот дел од опфатот. Планската документација сообраќајната инфраструктура ќе се изработи согласно правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. Во рамки на опфатот има изведено и водоводна мрежа со профили од ФИ63, ФИ100, ФИ140, ФИ150 и ФИ160. Во рамки на опфатот има изведено и постојна фекална канализациона мрежа со профили ФИ150, ФИ200 и ФИ250. Сите инсталации се нанесени на графичките прилози од документационата основа, инвентаризација на изградена комунална инфраструктура. Во рамки на планскиот опфат има 4 постојни трафостаници, од кои 2 се под земја. Од трафостаниците има изведени подземни среднонапонски електроенергетски водови. Долж постојните улици има изведени подземни телекомуникацијски водови, со кои стопанисува Македонски телеком. Во најголем дел се работи за бакарни
водови и кабелска канализација, најзастапени се во источниот дел на опфатот. Останата инфраструктура на теренот не е евидентирана. Во однос на планската документација, таа е изработена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, согласно Генералниот урбанистички план на град Провиштип. Границата на планскиот опфат на овој детален урбанистички план го опфаќа северниот дел од Провиштип со вкупна површина од 16,26 хектари. Истовремено со планот е извршена и детална разработка на блокот, во кои подрачја се планирани и градежни парцели и површини за градење. Границите и наменските зони се дефинирани по ГУПот. Планскиот период на овој ДУП е 2019-2024 во склад со одредбите од член 43 од законот. Планот е усогласен со најновата законска регулатива како што е Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на генерални урбанистички планови, детални урбанистички планови и останатите плански решенија. Во однос на сообраќајната инфраструктура планирана, сообраќајниот концепт за локалитетот кој е предмет на изработка на овој детален урбанистички план е поставен врз основа на претходно планирана улична мрежа и врз основа на постојниот генерален урбанистички план, како и постојната состојба и програмските проекции заедно со планската програма и општина Провиштип. Во однос на примарната улична мрежа имаме магистрална улица со профил А, колекторска улица 1, колекторска улица 2 и колекторска улица 3. Во однос на секундарната улична мрежа, таа е изработена согласно постојната состојба на терен и вклопена во планското сообраќајно решение. Во однос на секундарната улична мрежа имаме индустријски улици, имаме сервисни улици, имаме стамбени улици, имаме пристапни улици и пешачки улици, сите се во согласно со правилникот. Во однос на нивелманското решение со изработка на овој детален урбанистички план, пристапено е кон изработка на нивелманско решение за истиот локалитет. Појдовна основа за изработка на вертикалното решение е постојната нивелета и постојниот терен на локалитетот. При проектирање на нивелетата се почитува природниот пат на теренот, подолжните наклони на сите сообраќајници се усогласени со конфигурацијата на теренот и се движат во граници на максимално дозволените подолжни наклони. Во однос на електроенергетската инфраструктура, со изработка на овој детален урбанистички план изработено идејно решение за потребниот број на трафостаници. Во рамки на планскиот опфат има вкупно 8 трафостаници. Во опфатот се предвидени 4 новопланирани градежни парцели за градба на трафостаница и останатите 4 се постојни трафостаници. Во однос на кабелското напојување со средно напонска и ниско напонска електрична мрежа, ќе се определи и ќе се разработува во понатамошниот текст со разработка на техничка документација, односно со изработка на проекти за инфраструктура, идејни и основни проекти за електрична мрежа. Во однос на телекомуникацијската инфраструктура, долж постојните улици има изведено подземни телекомуникацијски водови, со кои стопанисува Македонски телеком. Се планира задржување на овие траси на подземни водови, дополнително планирање на траса за подземни телекомуникацијски водови долж тротоарите од двете страни на тротоарите, там каде што нема тротоари по коловозот по пристапните улици, со што се обезбедува можност за поврзување на сите градежни парцели. Во однос на водоснабдувањето, во рамки на планскиот опфат има постојни водови на водоводна мрежа, која е реализирана во профилот на постојната улична мрежа, меѓутоа истата е со многу мали попречни профили, истата не може да ги задоволи планираните потреби. Од тие причини се предвидува зголемување на попречните профили на постојната водоводна мрежа на Фи-150. Во однос на фекалната канализација, се планира изградба на сепаративен систем на канализација, изградба на посебна канализацијска мрежа за фекална канализација. Канализирањето е предвидено да се врши гравитацијски. Планирано е во мал дел задржување на постојната фекална канализација долж постојните улици и изведува на нов вод од Фи-250. Атмосферска канализација на терен нема. Проекцијата на атмосферска канализација предвидува исто сепаративен канализацијски систем за одвод на атмосферски отпадни води, кои ќе се состои од посебни канали, а кои ќе се водат по главните сообраќајници, за кои постои услов за канализирање по гравитацијски пат. Целокупната мрежа на атмосферската канализација треба да се изведе со цевки со минимален профил од Фи-300. Со деталниот урбанистички план
за урбан блок 14, урбан опфат 14.1, општина Пробиштип. На предметниот локалитет се предвидуваат зони со класи на намена: А1 домување во стамбени куќи, Г1 тешка и загадувачка индустрија, Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси, Г4 стоваришта, Б1 мали комерцијални и деловни намени, В2 здравство и социјална заштита, В3 култура, В4 државни институции, Д1 парковско зеленило, Д2 заштитно зеленило, Д3 спорт и рекреација, инфраструктура како што имаме сообраќајни коридори и трафостаници. Предвидениот концепт се надоврзува на намените што ги предвидува важечкиот генерален урбанистички план. За градежните парцели со основна класа на намена А1 не е предвиден понатамошен развој поради тоа што немаат пристап од секундарна улична мрежа, односно објектите се задржуваат во постојна состојба. За објектите кај кои не е предвиден понатамошен развој е можна интервенција во смисла да може да се преземат активности за реконструкција, санација, реставрација и адаптација во зависност од можностите. За градежните парцели предвидени со класа на намена Г1 тешка и загадувачка индустрија, максимална висина до хоризонтален венец на градбите е променлива од 6 метри, 12 метри, 15 метри и 20, со максимална катност приземје, приземје плюс 7, приземје плюс 3 ката. За овие градежни парцели потребно е да се изработи архитектонско-урбанистички проект во согласност со член 51 и доколку при изработка на АУПОД се предвидат содржини со зголемени електроенергетски потреби, можно е да се предвиди и градба на трафостаница во рамки на парцелата во соработка со стручните служби на ЕВН. Процентот на озеленост во рамки на градежните парцели за намена Г1 треба да изнесува 20% за секоја градежна парцела поединечно. За градежните парцели предвидени со површини за градење со основна класа на намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси, Г4 стоваришта, максимална висина до хоризонтален венец е 12 метри и максимално дозволена катност од приземје и едно ниво. За градежните парцели предвидени со површини за градење со основна класа на намена В3 култура, максимална висина до венец 14 метри со максимална катност од приземје и 3. За градежните парцели предвидени со површини за градење со основна класа на намена В4 државни институции, конкретно МВР полиција, максималната висина до хоризонтален венец на градбите е 14 метри со максимално дозволена катност од приземје и 3 ката. За градежните парцели со класа на намена Б1 мали комерцијални и деловни намени, максимална висина на градбите 8 метри, максимална катност од приземје 1 кат. За градежните парцели со основна класа на намена Д3 спорт и рекреација, максимална висина од 8 и од 12 метри со максимално дозволена катност од приземје и од приземје и едно ниво. Кај дел од градежните парцели е задолжителна разработка со архитектонско-урбанистички проект, а кај дел од градежните парцели не е задолжителна изработка на АУП, но истото е оставено како можност во случај на потреба согласно член 51. Тоа е наведено во посебните услови од планот поединечно за секоја парцела. Процентот на озеленост во рамки на сите градежни парцели потребно е да изнесува минимум 20% за секоја градежна парцела поединечно. Бидејќи станува збор за класи на намена Г, односно Г1 тешка и загадувачка индустрија, Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси, Г4 стоваришта, потребно е да има тампон зони од заштитно зеленило помеѓу соседните различни класи на намена. Меѓутоа, од тие тампон зони не се одзема од катастарските, односно од градежните парцели на собствениците, тие се наоѓаат во рамки на нивните градежни парцели. Градбите во градежните парцели со основна класа на намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси, Г4 стоваришта се наоѓаат во наменска зона по ГУПот Г1 тешка и загадувачка индустрија, на која има можност од 40% компатибилни класи на намена и овие парцели се дадени како компатибилни класи на намена на основната класа Г1 тешка и загадувачка индустрија согласно ГУПот на град Пробиштип, поради тоа што за овие градежни парцели не се предвидуваат алтернативни класи на намена, односно компатибилни во однос на основната класа на намена. Паркирање во однос на решавање на проблемот за стационарниот сообраќај, за сите класи на намена, потребите за паркирање ќе се решаваат во рамки на сопствената парцела како услов за градење при издавање на одобрение за градење согласно член 59 од правилникот. Накратко, тоа е образлагање за оваа јавна анкета и презентација. Секој кој има приметба или забелешка во однос на
планската состојба во ДУП-от може да поднесе анкетен лист. Сите анкетни листови ќе бидат разгледани комисиски и на секој ќе му биде одговорено поединечно. Ви благодариме.